Образованието, дизајнирани работни места спрема нивните потреби и помалку платената работна сила биле главните проблеми со кои се соочувале лицата со хендикеп при нивните вработувања. Токму затоа НВО Преда Плюс од Прилеп, заедно со Сдруженијето на студенти и младинци со хендикеп од Скопје, започнале проект чија цел ќе било градење на капацитети на организациите кои работеле со лица со посебни потреби. Проектот бил финансиран од Европската Унија. Настојуваме токму преку вклучување пред се во образованието, па понатаму и на пазарот на работна сила да ги подобриме условите за лицата со посебни потреби, за да тие имаат солидни приходи, а и да имаат дизајнирани работни места кои одговараат на нивниот телесен и ментален инвалидитет. Еден од главните проблеми при вработувањето на овие луѓе секако бил степенот на нивното образование. Проблемите најмногу се образовниот статус. За да зборуваме за вработување, прво образовниот процес е онај процес кој што води до понатамошна квалификација на вработените. Така да би тргнале од образованието, потоа можностите за вработување, прилагодувањето на условите кон лицата со посебни потреби. Но исто така и по завршувањето на образованието, средно или високо, младите луѓе со хендикеп повторно се соочувале со големи проблеми при вработувањето. Дел од нив пак кои биле вработени, не можеле да ги извршуваат своите задачи за кои што биле примени, бидејќи условите за работа не биле прилагодени според нивната состојба и потреби. Да речеме во администрација, во јавна администрација зборуваме, значи било кој министерство и така натаму, доколку се вработи лице со хендикеп, треба да се види прво неговата реална способност. Значи, а доколку е лице кој што има телесен хендикеп, има проблем со моториката, значи тоа лице треба да има посебен компјутер кој што е прилагоден, кој што има посебната статура и така натаму. Значи, одредени услови кои што се потребни да бидат обезбедени. Исто така, временски, ако значи таа работа лицето може да изврши за 1 час, треба да биде дадена однапред за да бидат доволни барем 3 часа со оглед значи на послабата моторика, доколку има лице кои што со целосно оштетување на видот, за тоа лице е потребна значи посебна програма која што се вградува на самиот компјутер, примање на податоци, значи запознавање, третманот значи на колегите кон тоа лице. Учесниците на овој проект се надеваат дека имплементирањето на заклучоците кои ќе произлезат од него ќе придонесат за подигнување на свеста и начинот на вработување на младите со хендикеп, како и на креирање на подобри услови и политики за лицата со посебни потреби.